Инвестицијски бум тежок над милијарда евра. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека до крајот на годинава ќе бидеме сведоци на повеќе инвестиции кои ќе се реализираат во индустријските зони, но и надвор од нив. Само во технолошко развојните индустријски зони се очекуваат инвестиции од 650 милиони евра и отворање голем број нови работни места. Во завршна фаза на реализација, во почетна фаза на реализација или во фаза на потпишување договори за државна помош и слично се отприлика 17 проекти во вкупна вредност од над 650 милиони евра, кои што треба да обезбедат отприлика помеѓу 4500 и 5000 нови директни работни места. Има и проекти кои што ги работиме, кои што се надворот од ТИРС, како што е да речеме инвестицијата на Алказар во Источна Македонија, која што е во фаза на одобрение за градба. Тука е подпредседателот на влада и министер за транспорт. Очекувам да некаде на пролет и на терен започне реализирањето на оваа инвестиција, која што е во вредност од половина милијарда долари. Според Народната банка, во 2025 година странските инвестиции биле околу 300 милиони евра, но во 2026 година оваа сума ќе се зголеми за 3 пати. Од владата неколку пати повторија дека работат посветено на изнаоѓање нови инвеститори, а тоа се потврди и со инвестицијата на новиот мобилен оператор 4G, кој ќе инвестира околу 100 милиони евра во Македонија. Од последниот економски самит во Давос, владата најави дополнителни инвестиции пред се во енергетскиот сектор, со што Македонија ќе стане еден од главните производители на енергија од обновливи извори.